Каква е соработката меѓу средните стручни училишта и бизнис секторот? Денеска во просториите на општина Штип се одржа средба на која се пренесуваат потребите од бизнис секторот и начинот на кој едно училиште треба да одговори на ваквите потреби. Целта е да се воспостави поголема соработка преку што средношколците би можеле да следат пракса додека се на училиште и потоа да се вработат. Значи, на овие средби покануваме представници од повеќе институции кои што ги кажуваат своите наоди за тоа каква е поврвувачката на пазарот, односно какви се потребите на пазарот и на кој начин треба училиштето, односно средните училишта да одговорат на тие потреби. Во 2022 година Средното медицинско училиште Јане Сандански беше прво во Штип, која воведе паралелка со зголемен број на фонд на часови за практично образование. И оваа генерација оваа година завршува во концептот на дуално образование. Денеска ово училиште има 16 паралелки кои се вклучени во дуалното образование. Како здравствена струка, наш најголем работодавач се е ЈЗУ клиничка болница Штип и здравствениот дом, но следејќи го пазарот на трудот, ние како училиште минатата учебна година за прв пат воведовме профил лични услуги, техничар за козметичка нега и убавина, нешто што произлезе од реалните потреби на пазарот кај нас. И оваа година продолжуваме со истиот профил, го зголемивме бројот на работодавачи и очекуваме и еве јавно повикуваме дека сме отворени за соработка и очекуваме да уште повеќе во иднина ја зајакнеме истата. Се подобра е ситуацијата и во регионалниот центар Колен Ехтенин во Штип. Расте соработката со фирми од Тирзоната, со помош на кои средношколците се стекнуваат со потребна пракса за веднаш по завршување на образованието да може да се вработат. Па во однос на соработката со Тирзоната можам да кажам дека се подобро и подобро се остварува таа соработка. Веќе голем дел од нашите ученици извршија практична обука во летниот период, сега го реализираат предметот учење преку работа кај работодавач, а една од компаниите влезе и во управниот одбор на сега веќе регионалниот центар. Однос на изборот на паралелки, ние како училиште правевме лично наши анализи, правеше општината, а пред да станеме регионален центар, таа еден вид анализа ја направи и Министерството за образование и наука и сите три анализи покажаа дека ние сме на добар пат. Отворање на нови смерови во училиштата зависи од самата соработка со бизнис секторот и затоа најпотребно е фирмите да ги отворат своите врати за средношколците. Увачката во однос на бизнис секторот е следните профили: техничар за моделирање на облека, техничар за дизајн на облека, конфекционер со 3-годишно работно искуство и техничар за изработка на облека. Со техничар за изработка на облека, бидејќи е по концептот на учење преку работа кај работодавец, односно по концептот на дуално образование, имаме склучено повеќе меморандуми за соработка во кои што веќе имаат прифатено неколку ученици од нашето училиште. На настанот денеска присуствуваа директорите на средните стручни училишта во Штип, представник од Универзитетот Гоце Делчев, представници од Агенцијата за вработување, Стопанската комора, како и Бирото за развој на образование.